Темът всекогаш е добър, ако се насмевате. Не ги чувайте насмевките, тие са безплатни. Учихме за цвято и в телопетно отделение. Всеки човек, всеки заслужва почет, мир и любовидови. Браво, мои гениалци, мои добри ученици. Така, со добрина, со любов, со толеранция и со почет. Секој би бил среќен и секој ден би биде добар. А сега да видиме колку ќе биде добар нашиот денешен час. Минатиот час зборувавме за митови и легенди. Сега ќе продолжиме. Жаре, какво ще стануваш? Па наставнички рекохте дека ќе продолжиме, а щом ќе го кажете тој збор, си знам јас да станам и да продолжам. Па еве се подготвив за денес. Добро, поред. Ајде, Жаре, подобро. Огнес на луѓето, кој го подарил? Според легендите, огнот на луѓето им го подарил еден поп по име Промет. Така звучи. Огнот на луѓето им го подарил богот Промет. Промет бе. Наставнички, тој бил богот на прометот и трговијата. Жаре, тој не се викал Промет, туку Прометеј. Седи си. И ни разкажеш нешто повеќе, но не подстенете участвува. Наставнички, денес требаше да зборуваме за книгите. Да, Лиле, така е. Овој час е разговорна тема, којато посвема прочитана книга. Ајде, Ана, ти, што се види, скрши го мразот. Да, јас само што не ја крена практика, како доброволец. Луѓето кои пишуваат книги се нарекуваат писатели. И тие се набиени со инспирација како боксерите со мускули. Што значи имаат развиено сетено за инспирација. Штом ќе видат цвеќе, тие цела песна се цвеќе. Штом ќе видат цвеќера, тие цела песна се цвеќарката. Овој се извинува, близка се цвеќињата. А потоа, штом ќе видат коточе, тие цела рана за море. Ана, доволна е со инспирацијата на писателите и со твојата та. Почни за твојата посебна книга. Да, книги. Книгите за читатели са работни машини. Затоа писателите, за да имаат читатели, трудат да им помогнат вкусот на читателите. Така наставнички еден од нив месечини беше тоа пушки. Постојано со себе си носел пушка, па не за друго, туку за да погоди вкусот на читателите. Ама наставнички, тој еднаш се влюбил в керката на капитанот. Ана, доволна. Се гледа дека читаш, ама затоа книгите докато се написови така както се остава. Изпарува. Седи си. Ајде да продолжиме. Ајде, Жаре, да видиме. Јас да допълнам за инспирација наставнички. Писателите, кога пишували книги, тие си стискале главата со двете раце и изцедувале се што има од неа. Таа операција се нарекува мислење или думање. А најпознат писател од тој вид писатели е познатиот писател Александар Дума. Александар, има Жаре. Да, се прима наставнички. Ние ги има двајца, татко и син. Дима, што знаеме, ја напишал книгата Граф Монте Кристо. Во таа книга се зборува за непознат граф од Медитерана. Гроф, Жаре, гроф. Да, граф од Монте Кристо. Во таа книга главниот јунак Едмунд Сервантес се влюбил во Мерцедес, ама тој Мерцедес бил много стар. И тој морал да се влюби во жена што се викала Мерцедес, а тие заедно си изградија гаража. Жаре, одлично, гладко. Седи си. Ајде, Сашо. Наставнички, јас ви кажам, че на момчето нешто успееме за денес. Така беше. Си помислив да не си присетил на някаква прочитана книга. Случајки ги ученици. Ама го ред. Ајде, Мила. Мене од сите две последни книги што сум читала, најголем впечаток, како околу 2 метри и 10 сантиметри, ми остави книгата 10.000 мили по
Сичино ти беше жила верница на вереница. Вероятно бил и верен. Айде, да ти ги скусам майката, да ти помогна малко. Знае ли някой друг? Айде, Лиле. Писателът се викал Жил Верн. Книгата не е 10 000, тук 20 000 мили под морето. Благодаря, Лиле, така е. Точно! На врагот на язикът ми беше. А човечки е да погрешиме. Да продължим. Той еднъж се набутил на цел свет и я измисли подобницата на Лудвигус. Соня се пикнал по вода и бидейки навлегал толкова благо, той онемя и го навекле капитан Немо. Така от морето се живеели с реки подморски жив. Леки там било много хубаво. Все било по-лесно от училищата и учени. Там, като ще се знаем, животните са претежни листи и се хранят с алги. Как вяло мила с алги се храня? Да, с алги и планктонни штуки има много, а дури и водони. Така, исто на дното се имало морски планини, морски езерца, морски шибичи, морски води. Добро, толкова наброюване. Се гледам дека читаш, ама и задебе книгите, за да се могасови на агрегатна за освеба. Изпари. Айде, седи си. Айде, Миле. Продължи. Ваш. И аз много читам исторически книги. На наслова не се сетил, на имене не помня. Денески зборам за стара Гърция. Таа била мощно стара, що е да се държава на нос. Таа се наоѓала на дното на Балканскиот полуостров, а сите знаеме кој е напишал там. Тоа бил Максим Горки, познат руски писател, кој не живеел во Стара Грција, туку во Русија, каде опишал својата мајка во делото мајка, а за таму тој не. Миле, решението беше Стара Гърция. Съм така рече, а не за Максим Горки. Да, малко се префер. Таа Стара Грција била обколена на сите страни со море, била отворена, ама не се предавала. Тоа е жив доказ дека таа не била кукавица. Лело детина, кога се оди към Вигелија, се наоѓала на Јонче морето, односно Јонското море, а на дното се наоѓала Средиземното море. Оттаму доаѓале на големите бранови. Миле, претера са тия географски открития. Айде, то. Исто така и за таа Стара Грција имало и млади грци и грекини, трајански лози и винови лози, смогови, серенади, лимонади. Добро, доволно добро јубе. Тук от ме бавите ми то За Трајанската војна. Трајанската војна ја започна цара Трајан. Миле, не се викала Трајанска војна, но Тројанска војна. И се водела, тоа сите го знаат поради една жена. Да, се седи. Тоа било на незиниот роден ден, таа не добила попомна до Сосака. Да, се седи. Женската била убавата Елена. Неа ја грабнал познатиот писател Лондон, Джек Лондон и правец го бави од Парис. Миле, не ти е неато нещо, седи се изпреда. Седи се. Яна, се подготви ли за овој час? Застана тук го баби от Парис и е грабнал бабата Елена. Той много не му е мисля. Правец Франция. Чекай, колека Яна, покажи Франция, не ми постояла. Не постоя. Да, бидейки Франция нема, той почел да оди ту лево, ту десно и стигнал до Троя. Зошто толкова Троја? А вероятно да започне Троянската война. Таа се убивала за путува да се изпрашуваат тие кутри и добри луѓе. Само ме збунуваш, Яна. Кои са тия кутри и добри луѓе? Каков кој? Па ние, учениците.
Вие? Да, малко чудо. И? Поради бабата Елена и хектарите плодна земя, хектар се научил. Той е бил юнак от Хектор. Както Хектор е земеделие? Знаеш ли някой друг юнак от това време? Да, го знам Ахил. Той е бил по-зад последна петица. Тук само се чуда откъде той юнак, па се знае како загинал. Kako zaginал? Па нещо си там си изплашил, сърцето му слегло в петица, него си прецизен юнак го заклал и го убил. Ама мене на статичке, пака го доверба, най-интересен е троянският конь. И що е най-вижда Яна? Како го трябва да сме твои? Той бил трън. А, да, да ми сдържа бе! Търбе, Билянче! Ляда, да бе, нека, и мудро ми да я Проблеми деца? Добър ден, ученици! Добър ден! Ай, продължу. Давид, кой е отсюда? Жаре, ти си дежурен? Не, наставничке, бях стакал бе и ти кажете дека продължувам. Аз съм статичка, аз. Що ти? Що гледам ми си тука? Не си отсутен? Не съм отсутен, много знам отговорът на вашето прашане. До, кажи го. Сара и Бути се отсутен, наставничка. Добро. Миле, защо не се лъж? Чекам да ме напишете Петка, аз знае. Миле, за Петка трябва потвърда за твоето знание. Поведе. Що е това? Потвърда, ако не ми да подпишем майка ми, татко ми, война ми, войко ми, стрина ми, стрико ми, баба ми, деда ми, вторият брат от столя, Миле, това е воред. Не е исто да го слушаш Аца Пеевич на концерт и в небе. Мене ми трябва твоето знание в живо, а не потвърда от твоите подаръчни по-близки роднини и си интелигент. Айде, защо ти ми спорваш? Музика. Значи музиката мене много ми значи. Тя е доста музикална и убава слуша. От бабата музика ушите се шират, стануват по-достъпни за нея. А исто така и се полезни за хигиената. Луѓето родени са такви, уши се родени за подобраност. Тие може слабо да се спущат на земя. Каква връзка има сега нивното спущане за музиката? Има връзка, има. Тие ще се веде с песна се спущат на земята. Без страх дали някъде да се слушат. Да, и каде застана. Хигиената е много важна за уши. Луѓето со чисти уши се много музикални, а исто така музиката е мелен за ушите. Миле, за жал горам да заключам, ти си ги замачкуваш ушите за твоите отговори. И аз не съм много музикална, ама колко ти свина меленкец. Добре, седи. Айде, жал, пробвай. Музиката е стара, още от най-старо време. Та се свирила по църквите и била така наречена поп-музика. Ето пример, жал. Пример. Седи, айде, Мила. Добре, айде, Яна. Имаше Мила! Музиката се чува в нотни тетрадки. В тези нотни тетрадки може да се пише за било що. Например, Лебедовото езеро. Се пишувало. Какво било? Колкаво било? Колко лебеди били на брой? Дека там дори
Не сум јас оние што добиваат оценчиња со брски. За музичката скала. Музичката скала била од големо значење. Значење за љубовта помеѓу двајца влюбени. Тие ја користеле музичката скала за да се искачат до прозорецот својата влюбена. А потоа со песни, игри и разни серенади се качувале и до самото срце на својата влюбена. Се качувале, добро рече. Тоа музичари се или планирали? Тоа кога се качуваат планинари, кога свираат музичари. Мудро, морам да признам. Да. Можеш ли ова да го потврдиш со некој пример? Пример. Пример. Еве, например, Ромео и Јулија. Додека Ромео ја пеел песната на Јулија, бил качен на музичката скала. Не може да се задржуваме на музички скали. Ајде, се! Ајде, Мил, продолжи. Диригент е орчичко во оркестарот што мафта со ставче. Бахта! Свири со ставче. Или свири? Да, тоа оди вака. Ако некој во оркестарот не свири како што треба, тој кога ќе го свирне порака и овој нормално ќе се поздрави. А колку ќе води? Не се шегувате. А вие не се шегувате со ваш толку? Ајде, продолжи. Па, колку што е поголем оркестарот, толку ставчето е подолго, а диригентот столчето се повисоко. Интересно, а зошто? За да може диригентот да го свирни и оној музичен што забушава таму некаде во прошто. А ако се случи ставчето да не може да го доведе, односно тој да се потребне настрана, тогаш на ставче се употребуваат големи тапи. Со нив кога ќе те тапне побој, але умотна сите им говорат. А освен тоа, планините се бели тропови на планетата Земја. Што се фалите, бре? Каде вашиот патриотизам? Охрид, бре! Охрид наш! Албански Јерусалим! Добар ден, ученици! Што сте се собрали од автобусот? Знаете дека нагледните средства не се само за еден ден. Треба да сте внимателни, може да ви го щетни. Знаеме наставнику. Си ги повторуваме знаењата наставник.
по-късно повторим за космоса. Айде, Мила, що много знаеш ти? Айде ти, кажи ни за Вселената. Я знам, космос или Вселена. Вселената е празна со безбожност и болна со безбожност. Крајно е далечина и бидејќи нема гравитација, таму се е полезно. Учењето и училиштата. Затоа стручњаците од САС се извинува. НАСА сакаат да изградат таму училишта што ќе се нарекува бања. Бања, како тој израз, Мила, сега. Айде, Сашо, ти пробвай. Да, наставник, Вселената ги има училище и ти ги си вика Нишка бајна, топла вода. Покрај училището, там ги има и сладкарници, вселенски сладкарници. А какви вселенски ефири Стой, има? стой, Сашо. Ще ти забрано, остави ги тия твои космички сладкарници, да смирете се со тоа лак, со тия ваши ядени. Айде, пробвай. Космос, той по-рано бил густо населен, а сега е фри от космички водори и космички водори. Затоа веќе не се веројатно тия слабна времена, ќе ги види сите звезди туку, ако тия слабна времена, ќе ги види сите космонавти. Браво, Сашо. Що се тоа космонавти? Космонавти се еден вид патници, а патници се затоа што патат. Патат затоа што се много далеко тоа и вашите проблеми. Што се отнесе до облечата, тие се облечени военни скафендери и тие по цел работен ден скокат. Скафандери, бе, Сашо, скафандери. Айде, седи. Айде, Мила. Јас Знам дека си ти, Валя, ти кажи ми за небесното тело. до сега не сум си започнал с ниедно небеско тело, а добро знам дека има летачки чини, летачки лажици, летачки експреслонци, Летачки кујни, летачки готвачи, а? да, и летачки келнери. Чини. Гледам јас дека ти ке леташ од шаф. Ајде, време да престанеш ти со тоа твоја летка. Може да ти летне една единица во тебе. Ајде, продолжи. Долу. Таму горе во Вселената научниците испратиле кучиња, така наречени кучиња наука. Тие биле испратени за да астронавтите ги излезе на чист воздух или пък да си купат семки и кирики, тие ги забрасувале за вселенските пробови, за да не најде некои вселенски непријатели. А најпозната по лаењето била Лајка, Жими Мајка. А ако сакате да знаете, јас знам и кој бил првиот стапнувач на месечината. Ајде. Тоа бил Луис Армстронг Сачмо, познат турк пејач. Тој, иако знаат дека месечината е густа населена од месечени месечинки, не се плашна да стапне на неја. Тој го да стапна, запеа, но ни аплаузи, ни тикви со разум. Разочаран од тоа, тој се вратил на земјата најде. Јас наставнику читам дека Америка први ја откриле викинците начело со тој Хогвартс страшен. Тие викинците наставнику така си одале и кога гледаат пред нив Америка ја откриле наставнику како јас овој лик што го откривам. Полека. И наставнику тие кога цркаат во Америка гледаат дека нема пиво. И тоа беше кога страшно обидно. Во назад река, овде нема пиво, ќе умре контра од викинг од глад. И така тие викинците си заминале и му ја оставиле Америка на онај Колумбо да ја открие. Тој Колумбо кога ја открил Америка, од радост снесол јајце. Од овој твој одговор, одвој може да се изпили едно двојчко, и тоа малечко, слабо, припознато. Ајде сега. Ајде, Јана, ти кажи ми запознати од Васко Деган. Тебе тоа име, што те подси?
си обично, Яна, айде, продължи. Продължа. Васко де Гама измислил гама знаците. Тие зрачат, Зрачат, като ще зрачи твоят неточен отговор, Яна. Айде седи, а може да ти зазрачам и едно отсека в него. Айде, Таня, ти кажи ми, що още знаеш. Ясно, Ставнико, знам за Антон. Овде всеки го ще взима и овде нещо да се спорва с него. И ако изгледа дека е твърст и силен, той е всъщност много мес. Най-студените луги овде са студенци. Те я приспиват цяла зима, не положувайки на поеден изпит. Мечките и сиромашните исто така приспиват цяла зима, бидейки нямат пари да отидат на зимуване на Маврово, Поко, Шапка или в Швейцария. Швейцария, а да не отиде в Холандия или в Шпания. Не съм да видам дали пишува. Не пишува на стана жала. И още е ова. Най-голем недостъп го взима и ще го взима няма става ли? Абе, така е, Жана. Айде да видим дали твоят отцик да се стопила като сладен. Айде, седи. Айде, Сара, ти кажи ми, що знаеш. Аз представям ти спорам за Маринята. Абе, Яна, Сара, трябваше да зборуваме за кой и кога било от нея на Америка. Но айде, продължи. Маринята, що знаете, тия се пиват, лето е много жещо. Редовите и маниите са под. И от тази под се стават помощнията. Тие се споюват една с друга и го правят морето. Морето е много со вода и влажно. Тая вода е солена и от нея може директно да се направи супа. И то по-мъртво. Тая супа, баба ми, а да разставите на юфа я прави. Морски краби. Морските краби държава дават морско млеко, а не го произведуват морски кашкавал. Морски риби, морски жирафи, морски слонови. Кокошки! Морски кокошки, морски... Добро, Сара. Седи, не е много. Трябва да запишем единици. Мене ова омилена тема. Сакам јас да говорам на оваа тема. Може ли јас да Ставнику? Айде, Яна, ти кажи ми, що знаеш. Познатиот мислител Томас Мор го измислил морето. Тој бил одличен ученик и затоа денес одличните ученици одаат на годишен одмор на мориња. Многу добрите на езера, добрите по реките, доволните на градските басейни, а овие димичарите, тие во Кади и Егени. Яна, не ли допомня? Па, кога во лето е многу жешко, морската вода зорена и одмака и спала, а золото се останува совсем сама, немајќи што да прави. Понекогаш морето е многу големо, што не го собира во една, туку во две, три, па и повеќе дори да стане. Тогаш тоа море се станува океан. Постојат многу видови на мориња. Некои од нив се Црно море, Средно море, Океанско море, Морското море бе, това Белото море, Жолтото море, Блу море, White море, Green море. Добро, Яна. Следвам да прием близки от добро ти оди. Айде се. Айде, видов да ти мила сакаш нещо да кажа. Дай слушаме и нея. Да, јас само сакам да дополним. Морето, освен морска сол, може да се добие и морска болест. Затоа е порачливо на тие што патуваат по море да се носат здравствените книжки и да се запознаат со некои лекари. А исто важно е да се знае дека од Црното море се добиваат слънци, од Јапонското море
Тирмиското море Илјанци, а ковбојци, Ковбојците ги добиваме сигурно од ковбојското море. Не знаеш, може би как се научи? Почни. Ајде. Абе во Америка. во Америка знајчи. Не е точно, мила. Седи. За ова ќе морам да го заснем кец. Тоа каубојско кец. Ајде,